Добар ден, убав ден. Еве и денес ке се дружиме и се надевам ке го задржиме вашето внимание. Да им се заблагодарам на нашите пријатели кои ни го помагаат постоењето на нашата емисија 1001 оброк. Кои се тие? Тоа е Жито Центар со тонус левот, левот на минатото, левот на сегашноста, левот на еднината, левот направен без брашно, а како тоа директно од ртени житни зрна. Тука е и нашиот пријател SC Johnson со своите брендови Mr. Muscle, DAC и Pronto. Им благодарам исто така и на нашите пријатели A&A ISO Consulting. Тоа се нашите пријатели, а наши пријатели сте и вие што ја следите нашата емисија. Што е тоа што ќе подготвувам денес како главен оброк од 1001 оброк? Ќе подготвиме пилешко месо со печурки и сладокомпир. Кои се состојки ќе влезат во овој наш денешен рецепт? Се разбира, пилешко месо стек, печурки свежи, шампиньонки во даден случај, но ако вие можете и друг вид печурки да користите, сладкиот компир, ќе имаме и морков, кромит, лукче и се разбира зачински билки, масло, сол, бибер и така натаму. Денес, бидејќи ќе зборувам на една тема како да направиме детокс, одлучив денес наместо десерт да правам сок од целер, ѓумбир, лимон и што ќе додадеме дополнително ќе видите на крај на емисијата и затоа ќе не следите нели до крај. Ајде сега јас би почнала и со подготовка на денешниот оброк. Прво го подготвувам месото, пилешкиот стек, значи ќе го исечкам на коцкички, за да може, нели, побрзо термички да се обработи. Реков ќе ви зборувам за тоа како да си помогнеме деновиве, кога веќе почнува сонцево да станува по-редовно, кога веќе можеме и да се раздвижиме малку повеќе, да излеземе од дома, како да си помогнеме со исхраната и со другите навики, за да го издетоксицираме овој организмот. Сите некако се чувствуваме и тромаво, и многу чести има алергии кај многу луѓе, со кивавици, со разни кожни манифестации и така натаму. Што значи тоа да се детоксицира организмот? Тоа значи чистачите кои ги имаме, а ги имаме 4, односно 5, да ги што повеќе активираме, да со самото тоа да им помогнеме на црниот дроб, на бубрезите, да им помогнеме на вистина да на одреден начин ги прочистиме и нив, за да можат да си ја вршат својата животна улога. Меѓу другото и од нивната работа зависи моментот дали ќе бидеме здрави и колку ќе бидеме тоа здрави. Кои се тие чистачи на кои треба да работиме, да ги активираме? Најголемиот чистач е нашата кожа. Значи треба да се потрудиме нашата кожа да работи повеќе. Што значи тоа? Потењето да го активираме оптимално како што треба, кожата да биде рефреширана, како да речам, да ја освежиме, едноставно да ја освежиме. Чистач покрај кожата е и дишењето. Белите дробови даваат голем придонес во исфрлање на јаглен диоксидот. Со правилното дишење ние едноставно придонесуваме организмот да се снабди со кислород, да се снабди со негативни иони и така натаму. Следен чистач е мокрењето. Значи, треба да уринираме во рамки на 24 часа, барем 4 до 5 пати, со тоа што секако ноќно време би требало да се намали тоа уринирање, односно одење по мала нужда народски, како што кажуваме. И треба утринската урина да биде светла, буквално, не само утринската, посебно дневната, треба да биде светла како вода.
Секако тука доаѓа и празнење на цревата, на дебелото црево. Треба да биде на дневно ниво, тоа не само еднаш, повеќе пати со нормална столица, без запек, без тврда столица, туку столица која што ќе биде со нормална конзистенција. Потоа, кај младите жени и кај девојчињата, кај девојките, не девојчињата, 5 очистач е месечниот циклус, кој што треба да биде редовен, во смисло од 28 дена, од прилика до 30 дена, но се смета дека и од 3 недели до 6 недели, ако оди така циклусот, и тоа е некако во рамки на нормала. Пред се треба да го хидрираме телото. Ова важи за сите чистачи. Наутро, значи, треба да го почнеме денот со хигиена од надвор, нели, туширање, миење, лице, заби и така натаму, но треба исто така да размислиме и за таа хигиена што треба да се направи од внатре. А што е тоа? Значи, секој од нас, посебно ќе нагласам повозрасната генерација, за да немаат проблеми со ниеден од овие чистачи. Денот треба најпросто и наједноставно да се почне со една чаша вода, од прилика 300 мл, и тоа млака вода. Чини, ако миеме со студена вода, не може така баш да ги измиеме добро. Но кога водата е млака, тоа е веќе подруга приказна, значи полесно може да ги измиеме чиниите. Истото важи и за нашата устна шуприна, хранопроводникот, желудникот, цревата и така натаму. Значи чаша млака вода. Сега, што е тоа што дополнително може да додадеме на таа вода? Тоа е следно: цедено малку лимон. Потоа може да се стави од вечер во водата, да речеме, и да ја држиме во термос како млака, да се стави, да речеме, некој лист нане, да се стави парченце ѓумбир, парче лимон, така нешто на онаа популарна саси вода што ја викаат по интернет. Значи, како и да е, водата да биде стартот во денот. Кафето не сме ни случајно да биде првиот напиток што ќе го конзумирате во утринските часови. Огромна грешка. Сега, ајде, јас да почнам да термички да го обработувам нашето исечкано месо. Еве, ставам масло за готвење маслиново, и за да не ми прегорува, веднаш го ставам месото. Значи, не го оставам маслото да прегорува, за да не ми преоѓе во трансмасти. Кога го ставам месото, тогаш, значи, нема шанси да прегорува или било што да е, дали е кромит, прас, што и да е, небитно. Сега месото еве го, мепцето ни е при крај. Сега ќе го извадам од капча, го исклучам клопната, го исклучувам од тапчето и ќе го префрлам во оваа чинија. Скоро да е готово, ама потоа ќе го здружиме со печурките, со кромидот, со сладкиот компир и така натаму. Ајде сега печурките да ги засечам на покрупни парчиња. После оваа вода што ја пиеме, односно течов, може и чај да биде, како што кажав, може да не може, туку треба да се конзумира нешто свежо, полно со енергија, со ензими. Во даден случај тоа е свежо овошје. 1 до 2 свежи овошја, зависи што конзумирате. Јас лично за мене кажувам, јаболкото ми е почеток на денот, но може некој да го почне денот и со друго овошје, крушка да речеме, банана нека биде, нема никаков проблем. Зошто е потребно овошје?
во смисол на детоксикација на организмот. Потребно е затоа што овошјето е полно со живот, со ензими, има алкален pH фактор и сето тоа придонесува за активирање на чистачите на телото. Фибри има, односно растителни влакна, кои што се од клучно значење за работа на цревата. Значи, овошјето е следната фаза после водата, но дури јадеме овошје. Повторно, јадете овошје, направите си овошна салата, да кажем. Еве, јаболко, замрзнати бобинки, некои малина, риби, злакапина, боровинка, што и да е. И може некој оревче, бадемче во мала количина. И дури го јадете овој овошен оброк, може да си пиете и вода. Не може, туку треба да се пие вода, за да не го качуваме шеќерот во крвта, односно инсулинот, и тогаш ништо не сме направиле. Значи, овошјето следна фаза е сега кој пие кафе, нека следи кафе, кафето придружено со чаша вода, ни случајно шеќер или млеко во кафето, значи чисто кафе, превриено кафе по можност да биде, дали ќе биде она турско кафе, дали ќе биде, не знам, филтер кафе, во таа смисла кафења, не кафења што содржат шеќер и што содржат млеко. Тие не придонесуваат во чистење на организмот. Значи, кафето ќе даде едно освежување, придружено со чаша вода. Ако сакаме да ни биде сладко, тогаш може што? Да изедеме 1 до 2 урми со кафето и ете ни тоа, прекрасен ритуал, урма, кафе, вода, се заврши работата. Доке 12 часот сосема задоволително е ова што го зборувам. Еве готово, исечкани се сега и печурките. Ајде да вклучиме сега редната и ќе ги ставаме печурките лека по лека, самите да се издинстаат. Ќе пушта доста вода, на пониска температура ќе ставам од почеток. Еве сега горе-доле печуркиве испуштија својата вода, но се уште има. Така, и сега јас ќе го додадам лукчето. Ево, ситно исечкано лукче, поприлична количина, нема зијано лукот. Горе на тоа дава многу поубав вкус. Тоа е. Значи, сол, како што гледате, се уште не ставам, ни бибе. На крај ќе ги ставам кога ќе ги здружиме сите состојки, за да не пресолам. Не е фино да се пресоли, а не е добро да нема сол. Значи, во однос на она што зборуваме за детокс на организмот, сакам да нагласам следно. Ако сакаме навистина да имаме добар детокс на телото, да не се користи сол до 12-1 часот на пладне. Значи да оди овошје, јаткасто овошје, суво овошје некое, вода, некој чај и тоа е тоа. На тој начин водата сама за себе ќе биде диуретик, имаме почесто мокрење, ќе испровоцираме и столицата со помош на ензимите и фибрите, односно растителните влакна што ги содржи овошјето, и сол, ако не земаме, тогаш ќе дозволиме тоа мокрење да биде навистина поквалитетно, пообилно, а исто така и да немаме задршка на столицата. Еве, ова е веќе готово, печурките, сега и нив ќе ги тргнам на страна и одиме со подготовка на зеленчук. Ајде сега кромидот да го засечам, на така полукругови ќе го сечам. Еве вака. Значи, околу 12 часот би било фино во интерес на детоксикацијата, повторно да земеме некој лесен оброк, околу 12-1 до 2 сатот.
Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно, се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Тука често пати препорачувам пудинг од чија да се направи. Ете така нешто ново, ама корисно. Значи, чијата ја ставаме со цеден портокал или евентуално растително млеко и додаваме една исечкана банана или овие црвените бубичести овошје замрзнати. Сега има и јаготки свежи. Како засладувачи не мора ништо, затоа што самото овошје си носи сладост. Но ете, некоја урме и сечкајте внатре, за 15-20 минути го имате тој пудинг. Предлог давам тука 2 варени јајца, 1 до 2 варени јајца со, да кажеме, краставица како зеленчук или може и целосно салата подготвена. Следно што можам тука да продолжам е 2 тонус лепчиња, да речеме, со маслинки, со некое веганско сиренце и свежа салата. Друго што можам да препорачам како ужинка е нешто исто згодно, лесно. Купувате конзерва сардина или скуша со салатичка, не додавајте сол затоа што доволно е солена самата риба од конзерва. Ете и тоа како некој оброк. Немојте да јадете теста, затоа што со тестата детоксикација слабо оди. Освен, како што кажав, тонус лебот е веќе друга приказна. Значи, кога ќе завршиме ужината, може да се напиеме некој чај, кој ќе ни го помогне варењето на храната, а кој е тој чај, да речеме, чај ѓумбир со цедено лимон, чај кантарион со поросено ѓумбир и лимонче, чај нане се разбира. Така да чај после ваков оброк би бил добре дојде. Зошто? Затоа што ќе го помогне варењето на храната. А токму тоа ни треба за да ни оди чистењето на телото поефикасно. Сега, после 2 сати, 3, ние не сме гладни. Нешто ако од досада ни се јаде нешто од нешто, може некоја суво грозје со леблеби, ама тоа да биде малку, да не биде да се втилам и да се заборавам од јадење, кажи го, да го исечам и ова вака прво, па вака, па си ја прекинав и мислата, ама ваква идеја ми дојде да го засечам сладкиот компир. Значи, нешто ситно во грицки, ама да бидат пак не солени, да биде леблебија не солена со суво грозје. Од секој пат таа комбинација била користена и е одлична, нутритивно богата и така. Може некоја урма да се изеде, семки тиква, кои што и како го помагаат чистењето на внатрешните органи, пред се желудникот од паразити. Значи, земете ги во употреба семките тиква што не се печени, не се солени, сирови семки. Еве сладкиот компир веќе подготвен, сега уште морковот. Значи, бета-каротен има да се изнаконзумираме.
Сега во смисол на ручеци би било убаво една недела барем вилушката да ја користиме само за свежи салати јадење, а ручекот да ни биде лажицата главен прибор за храна. Значи, што повеќе чорбички, што повеќе течни манџички, како што е леќа, грашак, боранија, гравчето, компир манџичка, повеќе намешунките да се биде. И во овие манџички убаво е да се додава и хелда. Со додавање хелда во манџичките помалку количина се јаде затоа што хелдата е заситна. А просо ставаме за да ни даде една фина алкалност на оброкот што ќе го јадеме. А алкалноста ни помага во детоксот. Еве ја вклучив плотната, пак ќе кажам, не чекам да прегори зејтинот, веднаш го ставам еве сладкиот компир, ќе треба едно 8 минути до 10 да се динста, заедно со морковот, ќе омекнат, сега ќе го додадам за кратко и кромидот и заедно ќе се динстаат сите. Сега ќе го додадам веднаш и кромидот и сите заедно другарски термички ќе се обработуваат. Кромидот ќе пушти вода, исто и сладкиот компир и морковот. И сега јас овде ќе ставам сол, за да помогнам сладкиот компир и морковот побрзо да ја испуштат водата од себе. Еве така. Ќе ставам и бибер малку. Опа. Добро. Ќе ставам сега малку соја сос. Соја сосот го помага варењето на храната. Источните народи го имаат редовно во подготовка на нивната храна. Ставаме сос од балзамико и даваме една убав вкус, убава нота кисело-сладко. Ова е сега љутички сос малку. Добро. И малку сенф. Сите компоненти ги ставив овде. Сега можам да измешам со мојата дрвена лажица, ми е пофино. За да ги активираме чистачите, треба да дадеме на телото одреден број на часови во кои нема да додаваме храна, нема да јадеме. И тие часови да бидат најмалку 12 часа. Би било, јас лично, горе-доле, туркам некој 14 до 16 часа без храна. Значи, ручек вечер околу 6 сатот, 5-6 сатот, максимум 7, после 7 затвараме устата, не жвакаме. Може да испиеме некој чај, евентуално цедено лимон со вода и горе-доле тоа да биде завршеток со нашата исхрана. Утрото да почнеме со храната околу 9 часот и веќе сме завршиле огромна работа во смисол на тоа да му возможиме на организмот сам себе да се лекува, односно да се чисти од отровите. Во тој случај и урината, и столицата ќе бидат редовни, ќе биде ваден отровот преку нив, кожата исто така ќе вади отрови и дишењето ќе стане многу поквалитетно. Девојчиња, жени, млади ќе имаат поредовен циклус со нормални крвавења, нема да имаат никаков проблем во таа насока. Сега полека ќе го ставам месото назад, кој веќе е термички обработено, сега ќе се дружи малку со бататот, со морковите, со кромичето, полека. Еве вака. Еве ми ги печурките. Еве ќе ги ставам сите, па ќе ги мешам. Да исечкам ситно магдонос, зашто на крај ќе оставам и магдонос. Значи сите овие
отрови што се собираат во телото, ден за ден со овој начин на релативно гладување да се исчистат. Фактички тоа оној веќе познат термин аутофагија, во превод би значило сам себе да се јадеш. Поточно 2016 година доктор Јошинори Ошуми доби Нобелова награда на тема аутофагија, докажа научно дека со гладување на 12 часа телото ги троши резерви од масно ткиво, резерви од патогени микроорганизми, туморни ткива, цисти и така натаму. Телото ги користи како материјал за исхрана, односно за рециклажа. Одредени клетки го прават тој процес на рециклажа, добиваме здрави клетки, а ова другото го исфрламе преку нашите чистачи. Сега јас би кажала неколку совети дополнително како да помогнеме на луѓето кои што на вистина имаат проблем со столицата. Прво со мокрењето. Оние што слабо мократ, викаат задршка имам на течности, нека пијат прост чај Макдонос, еве го Макдоносот посечкам, па затоа се прекинав во моментов да кажам, дури ми е Макдоносот присутен. Нека се пие чај Макдонос после ручекот. Може од китка Макдонос да се направи, има и во кесички. Подобре е овака китка да се попари со вода, една китка да речеме со пола литро вода, тоа се 2 чаши денес. После ручек веќе прави добра подготовка за мокрење. Така да би било добро овој чај да се користи 21 ден за ден. Да го подобри мокрењето, односно да немаме нареден ден никакви отоци по телото. Јас би додала сега сол уште, затоа што не ставивме многу сол. Исто така ќе додадам и бибер уште, да биде попријатно за конзумирање. И еве ги зачинските билки, мешавина од нане, оригано, Макдонос, суф и така натаму. И тоа е одлично. И горе-доле ние сме со нашиот ручек веќе при крај. Што друго може да ни помогне во активирање на чистачите? Би било добро 10 дена до 14 дена пред спиење да се конзумира магнезиум хлорид. Тоа се кристали, многу ефтини, страшно ефтини. Значи доза за 10 дена некаде околу 70-80 денари, па во аптеките, во некои од маркетите кои што држат суплементи и така натаму. Горчи, отворете на интернет, прочитајте се за магнезиум хлорид, кристали. Ке видите како се користи секоја вечер, 10 дена до 14. Потоа се прави пауза. Што ни овозможува магнезиум хлоридот кога ќе го испиеме, се пие во чаша вода и така. Еве сега буковска пипер ќе додадам на крај. Да му додадеме, значи, дополнително шмек на нашето јадење. Се разбира, дечиња ако јадат, нема да сакаат со буковска пипер, ама ние возрастните си сакаме. Уште да налутнува помалку. И така. Јас мислам дека сме готови, таман така како што треба. Што прави магнезиум хлоридот? Го алкализира телото, има високо антипаразитно дејство, ги влече отровите од телото и токсичните состојки преку урината наутро и преку столицата. Нашиот ручек е готов и сега треба да сервираме. Ги оставам полуживи, значи морковот, исто така и сладкиот компир, точно на онаа температура кога највеќе се ослободува тој бета-каротен. Ајде сега да си го сервираме денешниот оброк. Еве го преубаво, мириса што да речам,
Фантастично. Значи, сладкиот компир, морковчињата се така. Да подкрцнуваат малку во уста. И значи направивме оброк кој има навистина високи нутритивни вредности, убави протеини, минерали. Сега малку и ќе го издекорираме со макдоносче. Еве вака. И тоа е нашиот денешен оброк од 1001 оброк. Би сакала да кажам неколку зборови за овој производ на компанија TSC Johnson, Mr. Muscle гел за кујна. Многу често се случува да ни се затнат одводните цевки во кујната и еве го вистинскиот пријател кој ќе ни го реши тој проблем. Значи, покрај тоа што се одзатнува цевката, делува и антибактериски, значи анти сите можни микроби кои се содржат во овие одводни цевки. Добро е да си го имате дома како еден пријател кој од време на време ќе си го користите. Половина од доза од шишето се става до одстои 15 до 30 минути, подобро 30 минути, и потоа со жешка вода се пушта и оди прочистувањето без никаков проблем. Имајте го дома. Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно, се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Ајде сега да ја подготвам нашата денешна салата. Листови марула, краставица, домат, фина комбинација. Секогаш да имате на памет дека салатата треба да биде навистина носечко нешто за време на ручек. Ајде сега и краставичка да ставиме. На ленти ќе ја сечам. Ајде сега малку да се посолиме. Доволно. Ставам малку балзамико оцетче. Така. Малку масло. Преферирам да биде маслиново масло, но еве вака. И некој маслинче за декорација, а се разбира маслинката си има своји нутритивни вредности, мононезаситени масноти, така да убаво е да ја користите на дневно ниво, барем по некоја маслинка да се изеде, да не кажувам бројки смешно, мислам. Кој колку сака, нека си касне. И јас мислам дека и нашата салата е готова. Еве неколку зборови и за овој производ на компанија TSC Johnson од линијата Mr. Muscle,
Мистер Масл распрскувач за во кујна. Мистер Масл Платинум. Значи го користиме во кујната за длабоко чистење на маснотиите кои се лепат по плочките во кујната, на работната површина, лавабото, дури и рерната, и длабински ги чисти и зад себе остава пријатен мирис, односно арома на лимон. Кој не би сакал да има чиста кујна? Јас сакам, а сигурно и вие. Затоа, земете го овој пријател во вашата кујна. Ајде сега во склоп на темата што ја зборува. Сок кој што ќе работи на прочистување на вашето тело, бистрење на умот, еден пријатен напиток со целер, гранки целер, ѓумбир свеж, лимон, малку мраз, обична вода и тоа е тоа. Сега ќе го направиме и ќе видите кога ќе почнете дома да си го правите колку благодет ќе ви даде на вашето тело. Зошто? Затоа што гранките целер се навистина полни со растителни влакна, дури и се гледаат со голо око влакната. Тие влакна се пребиотици, храна за добрите бактерии во цревата. Згора на тоа, покрај тоа што е богат со многу витамини, многу минерали и така натаму, има инулин, кој што растително влакно кој што го држи шеќерот под контрола. Значи за луѓе кои што имаат и диабет или се воопшто проблем со инсулинот и така натаму, нека си го користат често. Дава фантастична алкалност на телото. За ѓумбирот веќе сите сте слушнале, сите знаете. Свеж го користам во овој случај и лимонот се разбира, без него не се може ништо, и едно портокалче ќе го шверцаме да даде некоја сладка нота на нашиот напиток. Колку ќе биде густо зависи, ако ви е прегусто, тогаш ќе додавате само вода при пиењето и толку. Се разредува. Значи го ставам целерот прво, потоа сега лимонот ќе го ставиме. Еви едно портокалче ќе ставиме. Ето така, заради поинтересно да ни биде. Ова е лимонот. Го ставаме внатре. Портокалчето и остана сега ѓумбирот. Еве ѓумбиров сега го сечкам на крукчиња и тој има многу фибри, односно растителни влакна, исто како и целерот, гранките, и што да ви кажам, ќе добиеме многу вкусен напиток, што е многу битен момент, да не ми е одвратно кога ќе го пијам. Вкусен напиток, а истовремено нешто што ќе ми помогне да го чистам организмот од отрови. Ставам сега овдека вода со мраз, полека, и одиме да го вклучиме блендерот. Еве сега јас ќе ставам овде во оваа чаша само од сокот како што си е. А овде сега ќе ставам куркума во прав. Само мислам дека ми многу густо ова, ќе додадам сега и вода овде со бокалот. Значи ова се нашите сокови. Овде само од целер, значи лимон и ѓумбир свеж, а овде само дополнително додадов куркума. Еве уште еден производ на компанијата SC Johnson од брендот Мистер Масл. Тоа е Мистер Масл чистач спреј за рерни. Го користиме во ладна рерна, се разбира, и што тој прави? Сите закоравени изгореници од храна и така натаму што ја обложуваат рерната, дефинитивно
придонесува истите тие да ги снема, без притоа да ја оштети површината на ревната, што е многу битен фактор. Затоа ви препорачувам да си го користите ова средство и дури и за одржување од време на време, барем еднаш месечно, користете го овој спреј за ревната да ви биде цело време гланц чиста. И сега се разбира, дојде време за нашиот тонус леп. Овој пат зелениот, тој е основниот, да не кажам првиот. Кога се уопште се појави нашиот тонус леп. Огромен придонес во дигестивниот тракт, посебно за нашите црева, дава тонус лепот. Како тоа? Има многу фибри, растителни влакна феноменално многу. Истите тие се храна за добрите бактерии. Малце ќе ставам сега масленце. Еве, так по некоја капка. Малку зачински билки. Малку бибер ќе изронам. Готов е и нашиот тонус леп за конзумирање. Лебот од артени зрна, богатство за нашиот организам. Ете, тоа беше се за денес. Се надевам дека го задржавме вашето внимание и сега останува да им се заблагодарам на нашите пријатели кои што ни го овозможуваат снимањето на 1001 оброк, а тоа се Жито центар со тонус лебот, компанијата Еси Джонсон со брендовите Мистер Масл, Дак Пронто, тука е и компанијата АИА и со консалтинг. И секако голема благодарност до вас што верно не следите. Имајте убав ден, гушнете некого до вас, ќе се чувствувате многу убаво.